Добро. Поштувана министар, поштувани пратеници, на почеток би сакал да кажам дека ќе даеме поддршка на потребата за носење на овој закон. Сметаме дека се работи за еден исклучително значаен закон, закон кој што ја доуредува материјата на која што се однесува, закон кој што се однесува и на обврските кои што Македонија ги има од членството во Обединетите нации, членството во Советот на Европа, како и посакуваното членство во Европската Унија. Сметаме дека треба да дадеме шанса да се усвои потребата за усвојување на овој закон. Понатака низ една расправа во комисијата, во второ читање, низ амандманска расправа, да пробаме да го подобриме текстот во одредени делови каде што имаме забелешки, кои што мислам дека конструктивно ќе бидат прифатени од страна на власта, како и можеле заеднички да имаме еден исклучително квалитетен текст кој што ќе треба да придонесе кон она што веруваме наша заедничка цела, тоа е намалување на дискриминацијата и поддршка на сите оние кои што се соочуваат со дискриминација. Сметам дека е особено значајно што покрај условно кажано во делот на казни се работи во делот на превенција, затоа што една здрава и одговорна политика е политика на превенција. Мора да ја креваме свесноста во македонското општество за сите овие теми, за сите овие прашања, како би можеле заеднички да работиме на превенција од дискриминација, без разлика дали таа е по верска основа, по етничка основа, по расна основа, по основа на убедување, на пол и така натака, сите основи кои што се наведени и да не ги набројувам. Она што е особено значајно е што и во самиот текст, а и во образложението се цитирани документите на Обединетите нации, документите на Советот на Европа, како и основните политички критериуми на Европската Унија, кои што се цитирани со Копенхашките критериуми. И затоа, за да не го одземам и времето и вниманието на јавноста, би сакал уште еднаш да кажам дека ќе дадеме поддршка да се пристапи кон усвојување на овој закон, односно сега во прво читање да се усвои потребата за усвојување на истиот, а понатака ќе продолжиме во дебата на комисијата и се надевам дека заеднички ќе усогласиме текст кој што ќе биде прифатен од едно широко мнозинство во Македонското собрание, како би можеле да ја доуредиме оваа материја и да заеднички се бориме сите против дискриминацијата. Благодарам.